Колку луѓе се потребни за да повлечат патнички авион од 60 тони и да соберат донации за лицата со посебни потреби? Одговорот го најдовме на пистата на меѓународниот аеродром во Вашингтон. Деновиве таму по 27 пат се одржа хуманитарен надпревар во влечење авиони. За јаџињата застанаа тимови од по 25 надпреварувачи, мажи, жени, па дури и цели фамилии. Влечењето авиони се покажа дека не е шега. Некои тимови беа добро координирани, а други одвај наоѓаа решенија за двете летачки чудовишта, Boeing 757 и Airbus A320. Дури тие што беа физички подготвени, не знаеа со што се соочуваат. Малку страф ми е. Не знам што не чека, може и воопшто нема да го поместим. Не разбирам како 25 луѓе би го повлекле, но ќе видиме. Авионот сепак се движеше. Организатор на настанот беше специјалната Олимпијада од Вирџинија. Нивна главна цел беше да се соберат средства за лицата со посебни потреби, но и со заедничката дружба да се надмине дискриминацијата. Промовираме еднаквост и надминување на дискриминацијата кон луѓето со интелектуална попреченост. Тоа го правиме преку спортот. Учесниците рекоа дека се среќни што се дел од настан со високи хумани цели. Драго ми е што можеме да ја поддржиме специјалната Олимпијада. Каузата за помош на тие лица е многу важна. Надпреварот е дел од долгогодишна битка на специјалната Олимпијада за глобални општествени промени, за, како што вели претседателот Џефри, да се надмине стравот во општеството од лицата што се различни. Имаме цели на кус и на долг рок. Нашата цел на долг рок е луѓето да ги надминат разликите и да не се плашат од својот сосед, без оглед дали е лице со попреченост, дали е од друга националност или е со различна полова определеност. Годинава на надпреварот беа собрани повеќе од $400,000 донации за олимпиците со посебни потреби. Авионите ќе бидат на пистата и до година и ќе ги чекаат хуманите и ослободени од предрасуди надпреварувачи да дојдат во уште поголем број.